Почитувани, бараме под итно одржување на седница на која што ќе се разгледува предлог Законот за енергетика кој што вчера по итна постапка го поднесовме до Собранието. Како што напоменавме и вчера, мерките на владата ги сметаме дека се во ред, од аспект на образовните и здравствени установи да добиваат поевтина електрична енергија, но намерното изоставување на водоводните и комуналните предпријатија од страна на владата во нивните предлог мерки е крајно некоректно и недозволиво. Владата со ова покажува дека не ги третира сите граѓани подеднакво, но исто така остава простор водоводните и комунални предпријатија во наредниот период да ги зголемат цените на своите услуги кои што дополнително ќе го влошат животниот стандард. Предлог Законот за енергетика, кој што го поднесовме по итна постапка, освен образовните и здравствените установи, ги опфаќа и водоводните и комуналните предпријатија и сметаме дека ова решение е правично и неселективно. Апелираме до пратениците на парламентарното мнозинство да го прифатат нашиот предлог закон, бидејќи ги опфаќаме сите категории на граѓани, установи и стопански субјекти на кои им е потребна поевтина електрична енергија. Доколку колегите од парламентарното мнозинство се издигнат над ситуацијата, ќе покажат дека навистина се грижат за граѓаните, кои што ги представуваат во законодавниот дом и ќе покажат дека интересите на граѓаните им се над партиските наредби. Сега е време да им се помогне на граѓаните за полесно да ја пребродат тешката зима која е пред нас. Ајде заедно да го изгласаме овој предлог закон за потоа да можеме да се насочиме кон следните предизвици кои што ни ги носи оваа енергетска криза. Повелете доколку имате прашања. Ви благодарам.